Почитувани, добар ден. Зоран Заев и неговиот послушник Стево Пендаровски се сочени со пораз од граѓаните. Заев и Пендаровски знаат дека дојде времето да ја платат цената за криминалот, корупцијата и распродажбата на државните и национални интереси во овие 2 години. Затоа Заев и Пендаровски се во паника и почнаа со закани, насилство и злоупотреби уште во првата половина од кампањата. 10 дена изборна кампања, 10 дена изборни прекршувања, корупција, незаконски вработувања и користење државни ресурси за партиски цели. Власта наместо да го почитува законот, ги злоупотребува институциите и државните ресурси. Ветуваа дека нема да ги злоупотребуваат институциите, а го прават сосема спротивното. Возилата на Аварама се користат за партиски цели. Видовме од медиумите дека директорката на Аварама, заедно со директорот на Агенцијата за млади и спорт, со возило на Агенцијата за вработување, беа на партиска трибина во Делчево. Исто така возило на Агенцијата е сликано во Радовиш, полно со пропаганден материјал за Пендаровски. Ова, почитувани, е класичен пример за злоупотреба на државни средства за партиски цели. СДСМ ја избриша границата помеѓу државата и партијата. Зоран Заев и Стево Пендаровски знаат дека губат, затоа вршат и злоупотреби. Заев и Пендаровски знаат дека губат и токму затоа во ек на избори, спротивно на изборниот закон, ја полнат јавната администрација. Сведоци сме на над 600 вработувања во јавните предпријатија во град Скопје. Овие вработувања ќе го чинат градот над 350.000 евра месечно или над 4 милиони евра годишно. Вработување имам исто така и во царина и во јавното предпријатие Македонија Пат. Паниката се гледа и во насилното однесување на активистите на власта. Имено, сите видовме видеоматеријал кој се прошири на социјалните мрежи, а од кој се гледа како едно лице уништува пропаганден материјал и му се заканува на активист на ВМРО ДПМН. Затоа што овој му вели да не ги кине плакатите на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Исто така сведоци бевме и на видео кој се појави на социјалните мрежи пред неколку дена, каде повеќе лица го запреа председателот на Унијата на млади сили од Кисела Вода и од неговото возило насилно му го одзедоа пропагандниот материјал. СДСМ е свесна за изборниот пораз кој им следи. Граѓаните не ги поддржуваат нивните деструктивни политики. Граѓаните не ги поддржуваат лошите резултати во економијата, распродажбата на државните и национални интереси, криминалот, корупцијата, непотизмот. СДСМ е зацрни државата во изминатите 2 години. Република Македонија не смее да продолжи по истиот пат како досега. Република Македонија нема потреба од нов Зоран Заев. На Република Македонија треба председател кој ќе се грижи за низините интереси, ќе го почитува уставот и законите. Таков човек е токму професорката Гордана Силјановска-Давкова. Затоа, на 1 април и на 5 мај, да ја дадеме поддршката на жената која ќе донесе нов пристап во државната политика. Ви благодарам. Јанушев, како сте задоволни од напредокот на разговорите за СЈО? Се прифаќаат ли барањата на опозицијата? Да кажеме дали сме задоволни или не, ќе биде нечесно. Зошто? Бидејќи нашите барања во однос на Законот за јавно обвинителство и иднината на специјалното јавно обвинителство се темели на принципиални, искрени и честни ставови, ставови кои што се во согласност со меѓународното, меѓутоа и домашно законодавство. И овде нема нешто за кое што можеме да бидеме задоволни или незадоволни. Значи, бараме доследна примена на меѓународните правни стандарди и домашни стандарди, односно дословно почитување на правното и конечно почнување на градење на правната држава. Доколку сакаме да имаме независно јавно обвинителство, доколку сакаме вистинска борба со криминалот и со корупцијата, очекуваме прифаќање новие барања од страна на власта. Не мислам како сте задоволни од реакцијата на власта на вашите барања. Преговорите се во тек, работните групи се состануваат и работат. Во однос на последните предлози, нормално дека нашиот тимот на ВМРО ДПМН прави анализи, во следните неколку дена ќе продолжат средбите, ќе видиме сето тоа како ќе резултира. Нормално се надеваме дека
власта ќе се свести дека ќе ги прифати нашите барања и ќе имаме успех нели во овие преговори. Каков е партискиот коментар на најавите за можно помилување на дел од осудените во случајот 27 април од страна на председателот Иванов пред крајот на неговиот мандат? Во овој момент од тоа што го знаеме се сведува на шпекулација. Не би коментирал во овој момент. Секако дека само ќе го повторам уште еднаш нашиот став дека овие драконски казни кои што се донесени врз основа на политички прогон треба не да се изврши некое помилување, не да се намалат, туку воопшто да се укинат бидејќи се донесени на начин на кој што се донесени.